2 дена видео и аудио снимање како и интернет конекција во салата Борис Трајковски чинат над 130.000 евра, согласно договорите на јавни набавки кои ги исклучил министерот Бујар Османи во пресред на конференцијата на ОПСЕ. Министерот решил луксузно да ги пречека министрите на ОПСЕ и нивните делегации, па за видео и за интернет врска, Министерството потпишало 2 тендера со скопски компании кои за вртоглави суми ќе снимаат, фотографираат, режираат и ќе пуштат интернет. Стои во договорите на јавни набавки. Едната компанија ќе земе над 90.000 евра за електричната опрема и интернет, а другата компанија ќе наплати над 30.000 евра за изнемување на компјутерска опрема и за печатење на материјали. Фирмите согласно договорот се задолжени до 28 ноември да ја постават опремата и да ја извадат најдоцна до 5 декември. Носителот на набавката е должен да ја постави опремата најдоцна до 28 ноември 2023 година, да пружи техничка поддршка со најмалку 4 техничари за време на конференцијата и да ја извади опремата најдоцна до 5 декември, 4 дена по завршување на конференцијата. Конференцијата ќе трае само 2 дена, а владата на министерот Бујар Османи му одобри да потроши до 5 милиони евра буџетски средства. Иако Македонија е сиромашна земја со низок стандард, сепак Османи смета дека конференцијата е многу значајна и Македонија не смее да се брука во светот. Само да прекинеме со ова брукање на државата. Ке ни дојдат 70 министри од државен секретар на Соединетите Американски држави преку сите министри, градиме имидж на државата кој што никогаш не го имала. И сега во овој лов на вештерки за кој што нема основа. Османи побарал 8 милиони евра од буџетот како председавач, достојно да ги пречека 70 министри на ОПСЕ и нивните делегации. Од одобрените 5 милиони евра, еден за преку 8 милиони одат кај Eurovia за преадаптација на салата Борис Трајковски, 120.000 евра одат кај агенцијата Рейтинг за стратешки комуникации и промоција, а со останатите 3 милиони треба да се обезбеди хотелско сместување и VIP возила за превоз на гостите. Од она што е познато, Eurovia покрај техничка опрема ќе изнајмува и мебел, а зидовите тоалетите ќе ги реновира. Од компанијата на терен веќе активно работат и го расчистуваат теренот.